Не дозволувајте времето да ве изненади. Затоа бидете навремено информирани со Метео Велес. Секогаш чекор пред времето. Инфометео Велес, 22 мај, недела 2022 година. Влошена ми е здравствената состојба, но ајде ќе се потрудам некако да ја докречам до крај оваа временска прогноза. Морам говорно да ја кажам, бидејќи не можам текстуално се да изнапишам. На дело од екранот гледаме високи температури, максималните до 37 степени. Мора и 38 степен ќе се искачат некаде од средината на следната недела. Значи, од вторник, среда, четврток, па натаму температурите ќе се искачат и до 37-38 степен. Значи, долж по Брадарието помеѓу 35 и 38 степени. Навистина високи надпросечни температури за овој период од годината. Уште еден месец календарски летото треба да дојде, а овие температури што се прикажани се карактеристични за месец јули. Значи, дури и за јуни се високи. Меѓутоа, што е тоа? Тука е висок умен индекс, ќе биде некаде 9, па и некај 10. Треба да се внимава на отворено, да не се задржува премногу директно на сонце. Што се однесува за врнежите, во попладневните и вечерните часови денес недела ќе има најпрво во западните делови. Гледаме јужно од Скопскиот регион, Кечевскиот регион, потоа Крушевскиот регион, Битолскиот регион, Охридско-Преспанскиот регион и Скопскиот регион се очекува да биде зафатен со нестабилно време. Можно е град некаде јужно од Битолскиот регион, Ресенско-Преспанскиот регион, Грмотевици, кратки поројни врнежи. Нестабилно време се очекува и доста поизразено и околу Велешкиот регион, па и во Велешкиот регион е можно, западно и јужно од Велешкиот регион, према Бузалково, Оризари, Чашка, потоа према Боговила, Извор, према Прилепскиот регион, јужно према Кавадаречкиот, Неготинскиот регион, уште по на југ према Кожув, таму можно е да има поизразено нестабилно време, Грмотевици и краткотројни врнежи од дожд. Врнежи ќе има и на истокот и североистокот од државата, реков и на Скопскиот регион исто така се очекуваат локални врнежи, нестабилност. Потоа нестабилност се очекува и во текот на утрешниот ден, понеделник. Да кажам дека и во Велешкиот регион се очекува нестабилно како денес, така и во текот на утрешниот ден. Ова е за понеделник. Значи Скопскиот, Јатовскиот, јужно од Велешкиот регион, Кавадаречкиот, потоа југоисточниот дел исто така се очекува нестабилно време. Но, не значи дека и во другите места нема да биде нестабилно. Значи, модулите може да бидат променети. Не значи дека сега каде што се кажува, само тука и на друго место нема да има нестабилно време. Ке има и на југоистокот, ке има и во централните делови. Сината боја знаеме послаби врнежи, зелената појаки и жолтата, односно кафената, црвенкастата боја поизразени нестабилни врнежи. Се очекуваат врнежи исто така и во вторник и среда, но локални ќе бидат тие, можеби малку послаби ќе бидат, но во текот на попладневните часови ќе има, значи, и во вторник и во среда нестабилно време. Потоа се очекува нестабилно време некаде петок према сабота, значи петок према, односно сабота према недела, се очекува нестабилно време да има, тоа значи за викендот, исто така да има нестабилно време. Еве тоа го гледаме, но тоа е сепак малку подалечен период, што не значи дека мора да биде точно. Ке попричекаме за тој период. Значи, накратко да кажам дека високи температури во текот на следниот недела, односно од кај среда натаму високи температури до кај 36, 37, 38 степен. Високо надпростични за овој период од годината. Тоа навистина не е добро за здравјето, како и за здравите, така и за оние метеопатите, ревматски болните и сите оние кои што се чувствителни на нагли метеопромени. Таква се состојбата и кај мене. Не можам да исполнам надвор кога е висока температурата, но што да се прави? Тоа е тоа. Значи, кратко да резюмираме, нестабилно време, локални врнежи во попладневните часови, некаде со непогоди, ама ќе биде и со високи температури за овој период од годината. Ете, толку од Метео Велес. Метео Велес.